10 и 11 август на арената сега веќе Тоше Проески ќе се одржи Европското атлетско тимско првенство. Оние кои што не пропуштија во првиот дел, само да повториме дека денешна гостинка ни е Весна Киријаджиева, која што е дел од организаторскиот тим. Колку беше тешко да се изорганизира овој настан кај нас? Бидејќи таму збор за Европско првенство. Тешко е, тешко. Напорно е затоа што се ни се случува во последниве 2 недели, бидејќи претходно, како што кажав, имавме друга конструкција во федерацијата и сега сме нов тим кој што наеднаш го наследи, да речеме, ова Европско првенство и беше и се уште е предизвик да се искоординираат сите оние работи, бидејќи сепак Европската федерација доаѓа со своји барања како да бидат угостени сите тие атлетичари, сите тие тимови, бидејќи сепак се работи за 13 европски тима кои што секој носат по некоја, да речеме, груба бројка од 50 делегати, односно атлетичари и тренери, така што да се тоа е вкупно некоја генерално бројка од 700 вкупно гости или 400 надпреварувачи, така што се работи за голема бројка која што мораш да ги скоординираш, секој да биде на своето место, во својот хотел, да има апсолутно координација со сето тоа. Каде е тука Македонската атлетска федерација? Значи ќе имаме и ние учество на ова Европско првенство. Какви сме, не знам, кондиционо, дали сме подготвени? Предпоставувам дека имате комуникација и со нив, па ете може да споделиме и каде се наоѓаме, дали сме можеби помеѓу фаворитите. Во некои дисциплини сме меѓу фаворитите, се надеваме дека ќе имаме и во топ 3, сепак се работи за тимско првенство каде што се брои резултатот на целата екипа. Односно секој надпреварувач носи зависно од која позиција, значи носи толку поени за самиот тим и на крајот тоа се бодува. Меѓутоа се надеваме дека ќе имаме и во топ 3, бидејќи дрите на 400 дрите излами, на 400 метра со пречки, да речеме, еден фаворит, се надеваме можеби на првото место од неа, меѓутоа ќе видиме барем во топ 3, така да не истапараме притисок. И посакуваме среќа, па ги видиме што ќе се случи. А другите се тука горе-доле. Вообичаено не сме во тие топ 3, бидејќи до сега правилото важеше дека првите 3 тима кои што ќе бидат нели во тимското првенство во топ 3 позициите продолжуваат се префрлаат во втора лига. До сега не сме имале таков успех, не можам да речам среќа, не сме имале таков успех да бидеме во тие, сегаш сме биле во оваа последната трета лига, меѓутоа се надам дека од сега понатаму ќе развиеме многу подобра атлетика, поактивна младина и сениорите ќе бидат повеќе мотивирани да работат. Има ли најава можеби за навивачи да дојдат да ги поддржат своите екипи земјите? Спомена 13 земји дека ќе бидат така? Да. Мислам дека ќе има, затоа што имаме и од соседството, значи Србија се тука, Косово е тука, Албанија е тука, се надеваме дека имаат своја публика, сите овие репрезентации имаат своја публика, своји жители, своји навивачи тука во Македонија, така што оние кои што се тука од овие земји, слободно нека повелат, ако не слушаат еве и тие што живеат тука, нека повелат да ги поддржат нели своите надпреварувачи, меѓутоа нели да ги повикаме пред се и домашната македонската публика, како што секогаш кажуваат нели и ракометарите и кошакарите дека навивачите им се оној плюс играч надвор од оние што се на теренот, така исто и за нас, нели за македонските надпреварувачи атлетичари исто важи. Значи, колку повеќе публика, колку повеќе поддршка имаме, повеќе добивате едноставно сила. Значи, нашите слушатели, оние кои што следат и сакаат атлетика, нека се подготват на 11 и 10 август на арената Тоше Проески. Слободно може да дојдат, влезот е бесплатен и да дадат поддршка и за Македонската атлетска федерација. Мислам дека ќе биде многу забавно, затоа што ваков спектакл немаме видено. Значи, атлетика многу малку се гледа, особено во живо во Македонија и во Скопје, и ќе биде одлична прилика да го проследат тоа. Не е само еден, значи како што е на пример фудбал и само тоа се случува на теренот, се случуваат повеќе активности. Значи имаме технички дисциплини кои што се фрлање и скокови и тркачки дисциплини кои што во најголем дел се случуваат истовремено, така што никош нема да ви биде досадно на трибините. Ќе позборуваме уште малку на оваа тема. Така, има многу. Да, и тука сепак продолжуваме со добра музика. Музиката е онаа која што секогаш не води низ денот. Така.